Владата нема да може да се справи со проблемите бидејќи ги решава на несоодветен начин, а ќе требаат и многу пари кои таа не може да ги обезбеди и државата оди во амбис, изјави лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. За да преживе и граѓаните да може да ја поминат годината, ќе не бидат потребни најмалку 2,5 милиарди евра за оваа година и за следната 2023. А ни трага ни гласот до најавуван заем од Меѓународниот монетарен фонд од 900 милиони евра со ефтина каматна ставка од 1%. Парите стануваат се поскапи, парите се помалку ги има на меѓународниот пазар и директно ја вода државата во амбис. Ова ќе има големи реперкусии бидејќи економската криза станува социјална и зимата ќе биде жестока со социјални немири, вели Христијан Мицковски. Ќе биде жестока бидејќи реков дека енергетската криза постепено се трансформира во економска криза и очекувам немири да има, бидејќи и сега уште сме календарски земено лето, а се потешко се живее. Ценам дека периодот кој што следи навистина ќе биде тежок и предизвикувачки. Од страна на владата не гледам некакви мерки или некакви политики со кои што ќе се ублажи се тоа. Спротивно, од владата повторно убедуваат дека зимата ќе биде тешка, но дека струја и енергенси ќе има. Струја и други видови на енергенси се обезбедени, а се прават и дополнителни напори. Граѓаните може да бидат спокојни дека рестрикции ќе нема. Изјави вчера министерот за економија Крешник Бектеши.